тие ми се двигателот, луѓето како гостите на панелот, луѓето одзади се тие што поддржуваа се нашиот порив да се дознае вистината. Да ви кажам нешто за вистината. Има само една вистина. Жал ми е да кажам така, има само една вистина која што е заснована на факти. Има стотици милиони вистини за еден факт, но само ако свеста на луѓето им е пореметена, заплашена, заматена, или ако луѓето се под закана. Но вистината е таму. Објективна е. Една и единствена. Русија е агресорот, Украина се брани. Или во секојдневниот живот, полицијата тепа мирни протестирачи. Ќе излезе премиер и ќе каже, полицијата се бранеше себе си од насилните протестирачи кои што и беа жртви на странски агентури како Дедо Мраз. Минатиот ноќ чув од пријателите од Германија и од Италија и од Европа дека има еден парламентарец кој што предложил да се забрани Дедо Мраз затоа што е символ на странско влијание, странска агентура. Ова се факти. Факт е дека ова се случило. Не може да избегате од ова, независно што и да правите. Слушнав тука пролиферација на многу факти денеска. Може да се манипулираат фактите, може да се извитоперат, може да се замолчат. Платформите се под кибер напади секој ден и ноќ. Сега дури лесно е ефтино. Порано 7.000 евра на ден кошта овие кибер напади. Сега се само 200 заради напредок на технологијата и достапноста на технологијата. Значи, инвестирајте малку, добите многу. Така функционира пропагандата. Многу малку инвестираат, затоа што е многу лесно да се предизвика национализам и омраза. Лесно е младите, па дури и малолетниците да се престорат во топовско месо на омраза и насилство, како што се навивачите на спортските клубови. Се започнува од тука. Може да започне од каде било и да пристигне до на што го чув тука, нешто што се нарекува нивна победа. Затоа што ние се сме тие што сме се повлекле. Ние бевме замајани од страв, од комерцијални интереси, економски интереси или пак сме имале некакви предрасуди. И не можеме повеќе така. Не смееме да си дозволиме вака да се однесуваме повеќе. Затоа што немаме повеќе време. Истече времето. Само сакав да кажам дека фронтот е во Украина, луѓето се секојдневно се киднапирани, убивани. Има систематско злоупотреба на силувањето, мачењето
и ограбувањето на цивилите. Исто така фронтот не завршува тука. Фронтот исто така се наоѓа каде што нашата колешка Катја го работи таму. Затоа што ние сме на фронтот на вистината. Ако престанеме да работиме, никој нема да ни помогне. Политичарите ќе речете, па добро, анкетите велат дека јас треба да престанам да снабдувам Украина со оружје или Северна Македонија со поддршка за невладините, да испраќам хуманитарна помош во Газа. Затоа што анкетите така ме насочуваат, а анкетите зависат од тоа колку луѓето веруваат во она што го гледаат или колку им се заматени погледите од страна на оние кои што сакаат да победат, на оние кои што сакаат да бидат непријатели на слободата и на човековите права и на демократијата. Благодарение на големиот совет на неколкумина, помеѓу нив, повеќето од нив се во оваа соба, Цивилин ќе зајакне својата работа меѓугранично во регионот и не само во регионот на Западен Балкан, туку и во регионот надвор од Западен Балкан. Овој регион се сочува со проблеми. И исто така Цивил планира да сузбие со војната против војната во Украина. Тоа ќе биде неработен титул, затоа што после војната доаѓа уште една војна, го видовме тоа во Босна, во Косово, дека војната после војната трае уште подолго од првобитната војна. Имавме 6-месечен судар во споредба со настаните во Косово, Босна, Хрватска. Но се уште го преживеавме. Го преживувавме. Тоа сакаме да правиме, да одиме, да понудиме срце, знаење, ум и сите расположливи. И ќе бидеме на располагање во сите делови од светот. Нашата заложба е, доколку се бара нашата енергија и вложеност. На крајот, сигурен сум дека Путин ќе изгуби. Кога тогаш? Оно што треба ние да го сториме е да не дозволиме да победи путинизмот. А тоа е голем ризик. Путин секако ќе падне. И Путин мора да падне, ви благодарам.